Добро дојдовте во За или против. Јас сум Лјупчо Цветановски. Мој денешен гостин е председателот на ВМРО ДПМН, професор доктор Христијан Мицковски. Добро дојдовте. Благодарам на поканата, чести задоволство да видам дел од вашата емисија. Професоре, денове во Оптек е една дилема. Благодарение најмногу на Ковачевски една забрефтана машинерија медиумска пуштена на најако што велат. Дилема која што силно збунува и загрижува барем еден дел од македонското општество, особено поради оние дезинформации со кои што е буквално преплавено. За почеток еве да разјасниме, прифативте уставни измени или не? Тоа што се случуваше на таа лидерска средба е она што ние го зборуваме, би рекол, една година наназад. Дори и пред да се случи прифаќањето од страна на Ковачевски и владата на ДУИ СДСМ, на тој условно кажано така наречен француски предлог, па се до ден денешен. А тоа е дека како ВМРО ДПМН и јас лично немавме, ниту имаме, ниту ќе имаме против дел, оној мал дел од бугарскиот народ да се најде во преамбулата. Тоа го зборував уште во јуни месец минатата година, го зборувам и денеска во вашата емисија. Но секако не онака како што тоа го прифати Димитар Ковачевски, Бујар Османи, Али Ахмети, Стево Пендаровски и останатите, затоа што ако веќе Македонија мора да направи последната отстапка, да биде таа навистина последна отстапка, бидејќи до сега направивме многу отстапки како народ во име на тие европски вредности. Почнавме од промена на знаме, движејќи се низ историјата можеме да дојдеме до на понижувачко времено име кое што требаше да биде за само 6 месеци, а остана цели децении, па се до оној Охридски рамковен договор, па потоа го сменија повторно, знаете, на ненасилен пат уставот и името и така натаму, па се до овој последен услов. Но никако промена на уставот и преамбулата нема да биде по бугарскиот диктат. И тоа и јас лично и ВМРО ДПМН како луѓе го кажуваме, и тука никој не треба да има дилема. Континуирано сме проактивни, Лјупчо, во целиот овој процес. Уште минатата година, да направиме една мала ретроспектива, во април месец јас имав пресконференција на која што понудивме работни тимови кои што ќе помагаат на владата. Еден од тие работни тимови беше токму тимот кој што требаше да ја помага на владата во преговорите со нашиот источен сосед, односно со владата на Бугарија. Се сеќавате, веднаш бев одбиен и веднаш таквата понуда беше одбиена од страната на владата на Ковачевски. Кога веќе се надзираа контурите на тоа што прифатил Ковачевски, иако имаше на 22 јуни, чинам 2022, еден спектакуларен прес таму од седиштето на Европската комисија од Брисел, дека он не прифаќа ништо и така натаму, за да потоа прифати се она што претходно велеше дека не прифаќа. И тогаш предупредивме дека ова што го прифаќате за нас е неприфатливо и ова не е решение на проблемот, туку ова проблемот го прави уште поголем. Но и тогаш не игнорира. Се сеќавате, имаше тогаш една средба во клубот на пратеници, подпредседателот Николовски заедно со членот извршниот комитет и пратеникот Милошевски беа таму и ги кажа јасно нашите позиции, односно кои беа позициите на ВМРО ДПМН. Тие тоа го игнорира. За да потоа на еден, би рекол, чуден начин во парламентот донесат некакви заклучоци кои што никој до ден денеска не знае зашто ги донесат тие заклучоци, иако тие често пати во оние конфузни изјави се реферираат на тие заклучоци, го поминат така наречениот последен или француски предлог и на тој начин прифатат буквално се зашто велеа претходно дека нема да прифатат. Кога сме до тоа што ни го прифатија, можам да ви кажам дека ВМРО ДПМН такво нешто нема да прифати. Нити јас, нити пак пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, односно предлог кој што се темели на бугарскиот диктат. И потоа почна на Голгота, имаме 2/3, немаме 2/3. Вакви пратеници, такви пратеници. Едно е јасно денеска. Јасно е дека помина година дена цела. Во парламентот нема 80 пратеници кои што ќе го прифатат бугарскиот диктат. Што значи тоа? Тоа значи дека сега Македонија е заглавена во патот кон полноправно членство кон Европската унија. Нешто што одамна овој народ и држава го заслужија. Одамна го заслужија да почнат да преговараат, затоа што навистина многу направивме. Еве, почнав од знамето, завршивме до насилната промена на уставот и промената на уставното име, иако никој денеска тоа име не го користи, освен малкумина во владата и се разбира представниците на ДУИ. Никој друг, забележете, никој буквално не го користи тоа, нити па
е од домакинето сето тоа. Но да се вратам на суштината. И сега денеска, кога ќе ја констатираме таа цела ситуација, ВМРО да помене како државотворна партија вели вака. Ние сме проактивни. Ние диктати не прифаќаме, но свесни апсолутно за процесите, свесни за еднината на Македонија и народот и граѓаните во оваа држава, сме конструктивни, сме проактивни и нудиме континуирано решенија кои што не го задираат идентитетот и кои што не се понижувачки. Такви беа и оние две решенија кои што се надоврзаа на оној претходно кажан хрватски модел на преамбула, а кои што, за жал, од владата на ДУИ и СДСМ, заедно со политичките лешинари, некои помали политички партии кои што себе си се нарекуваат опозиционери, и оние платеници кои што глумат опозиционери и лажни популисти, да го нападнат ВМРО ДПМН, дека ВМРО ДПМН го промени ставот, што не е точно. Па ако е така, уште јуни минатата година, ова што денеска го зборувам во вашата емисија, го кажав на еден друг медиум. Ако е така, пред неколку месеци кажавме дека да, прифаќаме, бидејќи тие го споменува условно кажано хрватскиот модел на преамбула, да, рековме, прифаќаме хрватски модел на преамбула. И денеска велиме да, во име на процесот, но, има едно но, со одложено дејство. И тоа му беше кажано на Ковачевски и мислам дека бев многу јасен за време на пресконференцијата кога реков. Што подразбира одложено дејство? Подразбира ги почнуваме преговорите, ги завршуваме преговорите, Македонија станува делоденно семејство, тогаш да може делот, овој мал дел од бугарскиот народ да биде дел од преамбулата, бидејќи секако тогаш мораме да го отвориме уставот. Со други зборови, Македонија членка на Европска унија, да, отворен устав. Не е Македонија членка на Европска унија, нема да го отвараме уставот. Бугарски диктати нема да прифаќаме, не само сега, нема да ги прифаќаме ниту пак во иднина. И вториот концепт кој што му го понудив како решение, избори предвремени кои што ќе се случат оваа есен. На тие избори ќе се излеземе сите со своја програма, со платформа и така натаму и веднаш после изборите јас верувам дека ВМРО ДПМН ќе добие поддршката од граѓаните, ќе направи влада, а тој што е поразениот да го поддржува околу концептот за национално единство, за што зборувам веќе недели и недели низ Македонија. Што подразбира тој концепт на национално единство, Липчо? Еден столб, а тоа е да обезбедиме гаранции за нашиот, внимавајте, многувековен македонски посебен идентитет, култура, традиција, обичаи и јазик од европските институции. Се знае кои се европските институции. Второ, да обезбедиме за граѓаните социоекономски пакет и за стопанството, за да може да се подготват во процесот на преговори. И третиот столб, да го повратиме чувството на нашето македонско национално единство и да внесеме доверба кај нашинците во Бугарија, кај македонците кои што живеат денеска во Бугарија, со тоа што Бугарија ќе покаже и докаже дека е навистина добар сосед, и 3 од оние 14 пресуди, од кои што 6 се конечни, да ги имплементира. Барем 3 за почеток, еве да покаже еден вид добро соседство. Тоа беше кажано. Еве, ова е тоа и ова е континуитет. Сега тука можам да кажам дека од страна на СДСМ и ДУИ, но и од страна на сите оние, би рекол, политички лешинари кои што глумат опозиционери или платени патриоти, лажни популисти, ова беше искористено за целосно спинување, извртување на вистината, па дури и би рекол лажење. Токму така, зошто Ковачевски, слободно кажано, народски лажат, сушат постојано, СДСМ имаше безброј пресконференции, соопштенија се на истата тема и не престанува. Одговорот ви е недвосмислен, јасен, македонскиот народ го гледа, прецизен. Зошто, на што се должи ова лажење, да не речам, без исев? Еве сега ќе ви кажам на што се должи. Која беше целта? На СДСМ не знам која му е целта, бидејќи СДСМ до овој процес не добива. Тие секако тонат дополнително. Но знам што е целта на ДУИ. Целта на ДУИ е да преку ова лажење, навреди,
и закани кои што ги слушаме денеска јавно, кои што го говорат двајца членови на владата, тоа се всушност зборовите на Али Ахмети. Само тие ги говорат јавно. Кој ќе го прашате Али Ахмети, тој ќе ги сука раменјата, ќе ги грчи, ќе рече јас не знам тоа, тие на своја рака го прават, но тоа се неговите зборови, само артикулирани преку овие двајца. Алудирате на Бујар Османи и на Артан Грун? Да, тоа е она европска зелена агенда, зелена партија. Можете да ги видите тие луѓе денеска како се пенават и како се препелкаат на јавната сцена со навреди, со закани, но добро е. И Европа ги гледа. И Европа гледа со кого си има работа. Но да се вратиме на суштината. Што е нивната суштина? Со оваа лага и наводната промена на став, тие мислат дека ВМРО-ДПМН ќе добие, како да кажам, негативна перцепција кај дел од гласачите и ќе го намали својот потенцијал. И дел од тој потенцијал ќе замине кај овие политички лешинари кои што седат и чекаат Али Ахмети да им фрли некоја коска да ја глодаат. И мислат дека ако ВМРО-ДПМН го намали својот потенцијал, тогаш кога ќе завршат изборите, тие ќе бидат неминовниот партнер и тогаш повторно ќе можат да оценуваат. Затоа што ако ВМРО-ДПМН, како што е сега и како што говорат мерењата на јавното мислење, го задржи својот потенцијал, а ќе го задржи и ќе биде посилен, ево јас го уверувам после овој процес, затоа што народот е умен. Вие можете на краток рок, денес до утре, заутре, евентуално една недела, да се обидете да го изманипулирате, да лажете. Но тој е умен. Тој е умен и сваќа. А кога ќе свати, тогаш ќе ви се налути затоа што сте се обиделе да го манипулирате. И тоа ќе се види на изборите. Затоа ние бараме час поскоро да има избори. Да се вратам на темата. Но тоа не им успеа. Тоа не им успеа, таа намера да го намалат потенцијалот на ВМРО-ДПМН и таа разлика да ја пренесат кај овие политички лешинари, помали политички партии кои што глумат лажни опозиционери. И сега се нервозни. И сега гледаат дека веќе на сите им станува јасно. На вас, на вашите колеги, на јавноста, на народот му станува јасно и народот го покажува прстот кон нив. И вели, луѓе, освен да лажете и да крадете, вие знаете ли нешто друго да работите? Они не знаат друго да работат. Еве видете вие, сите од нив се обединија само околу една тема. Дали вие слушнавте нешто овие денови од владата, 7 дена или од министерството, некоја економска реформа? Не. Некоја образовна реформа? Не. Некоја социјална реформа? Не. Здравствена реформа? Не. Секој се откажува од владата, глуми некој херој, јас оставам функција, јас давам функција, само ова да се заврши. Сега се поставува прашањето, Липчо, што кога ова нема да се заврши? Зошто тогаш оваа влада да остане понатаму? Има ли причина зошто оваа влада да остане понатаму, кога ова ќе се заврши неуспешно, а гледаме дека натаму оди, нема 80 пратеника. Што правиме потоа? Каков легитимитет ќе има оваа влада, кога гледате дека единствената политика што ги зближува покрај крадењето е овие предавства на македонскиот идентитет. И тога се поставува прашањето што понатаму. Токму тоа беше мојата цел на таа лидерска средба. Кога се тоа ќе пропадне, што понатаму? Не добив одговор. Затоа што имам работа со плитки политичари и луѓе кои што освен да лажат и да читаат тоа што им е кажано на ливче, не можат понатаму да излезат од таа рамка, бидејќи тука веќе треба креативност, треба вештина, треба визија, треба план. Тоа е суштината. Тоа беше суштината. СДСМ не разбира дека е злоупотребен, бидејќи тие со ова не можат да пораснат. ДУИ има цел да го намали потенцијалот на ВМРО-ДПМН на сметка на, условно кажано, овие политички лешинари за кои што ДУИ и СДСМ велат дека се анти-НАТО, проруски и така натаму. Но ќе повторам, не само што не им успеа. Од ова, ВМРО-ДПМН ќе биде посилно и јас ви гарантирам дека тоа многу скоро ќе се види на мерењата на јавното мислење. По што се разликуваат овие ваши предвози од она што го нуди СДСМ, бидејќи оној обид за релативизација, особено од страна на Бихачка, е дека вие и тие нудите едно те исто, само во некакво си различно пакување. Дали е баш така приказката на која што најмногу удираат, обидувајќи се нели да го направат оној спин и дефокус кој што трае точно една недела од средбата која што се одржа минатата среда? СДСМ го надсинхронизира ДУИ. ДУИ рече, ние немаме проблем да излеземе од владата, бидејќи они викаат, еве,
тоа е тоа, за неколку месеци ќе бидеме надвор, што јас го поздравив и реков добро е, Дуи конечно е свесна дека оди во опозиција, но треба да се подготви за малку подолг период во опозиција, не само овие неколку месеци до следните избори, туку мислам дека ќе треба најмалку еден мандат, а понатаму ќе зависи од нив дали доволно ќе се реформираат, ќе дојдат свежи кадри, ќе ја задржат кохезијата во рамките на партијата, политиките и така натаму. Но тоа е друга тема. Тие самите рекоа. Ние ќе излеземе од влада само во услов кога уставните измени ќе бидат сега изгласани, оние 3 чекори, да ги подсетиме гледачите, уставните измени се измени кои што се содржани во 3 чекори. Првиот чекор е гласање на потребата за отварање на уставот и тука се потребни 2/3. Вториот чекор е потребно мнозинство, 61 пратеник, каде што доаѓаат практично уставните амандмани од страна на уставната комисија со која што председателот на парламентот, тој е Талат Џафери, и конечно на крај третиот чекор повторно се потребни 2/3, односно 80 пратеника за конечно усвојување на уставните амандмани. И тоа е процес кој што трае некаде околу 3,5-4 месеци вака во една брза постапка. Сега тие викаат вака: кога сето ова ќе заврши и кога ќе биде објавено во службен вестник, ние ќе напуштиме владата. СДСМ па друго збори. Но што е вистината, Лјупчо? Дуи никој не го прашува дали ќе излезе или нема да излезе. СДСМ има 43 пратеника коалицијата, ВМРО ДПМН има 44, тоа се 87, тоа е повеќе од 61. Кој го прашува Али Ахмети дали сакал или не сакал да излезе од влада? Ако имаме луѓе во СДСМ кои што гледаат државнички. И ако на тоа се додадат албанските опозицијски партии, кои што гледате сега еден по еден излегуваат, затоа што тактизира, затоа што гледаат дека Ковачевски нема капацитет за единство национално, тука мислам на нацијата македонска, сите, и албанци, и македонци, турци, минус Дуи, се разбира. Кога гледаат дека нема капацитет за единство, си викаат, чекај, па зашто ние па да бидеме тие кои што ќе губиме од нашиот потенцијал. Ако излезеш он, а му реков на средбата, да излеземе јас и ти, околу ова што ти го нудам, ќе видиш се ќе биде поинако. Но тој одлучи да остане заробеник на Али Ахмети и на Демократската унија за интеграција, и јас навистина би се загрижил да сум на негово место и да слушам како жестоко се борат Али Ахмети преку Артан и Бујар и како жестоко би ме бранеле, како што тие го бранат него, јас навистина би се загрижил, тогаш нешто мора да не е во ред. Би бил навистина збунет кога тие луѓе така жестоко би застанале да ме бранат. Тоаш нешто не сум направил како што треба. Направо ги одбиваше тој вашите предлози на лидерската или се консултираше при тоа со интегративците? Како изгледаше тоа? За детали сега сепак сакам да остане на нивото на кое го држам, не сакам сега на тоа ниско ниво да паѓам како тие што паѓаат, но едноставно тој го даде неговиот предлог, јас му дадов одговор на неговиот предлог, кој што го кажав на пресконференцијата. Да, за широка влада, за да Демократската унија за интеграција биде во опозиција. Во тој момент лична одлука моја беше дека е добро да не биде, па макар и техничкиот премиер, предлог на Демократската унија за интеграција, да може од внатре преку оваа преодна влада да го контролираме процесот на организирање на следните избори, бидејќи секаде каде што одиме низ Македонија, народот ни вели доста е, мора да заминат, внимавајте да не ви ги украдат изборите. Нема поголема можности, поголем начин да го контролирате целиот тој процес и да ги контролирате останатите процеси на злоупотреба на институциите од внатре. И на крајот од денот, има ли подобра можност со криминалците да се борите од внатре, кога ќе ги имате институциите? Нема. Кога ќе ги имате институциите, тој е единствен начин да се борите со криминалците. И вториот услов е, да го завршиме процесот сега, но тој нема да биде ефикасен, ефективен, не важи ништо. Се што сме го завршиле сега не важи. Ќе ги почнеме преговорите, ќе ги завршиме преговорите, Македонија ќе стане членка на Европската унија, дел од тоа големо семејство, тогаш може да бидат добродојдени сите оние делови од народи кои што се застапени со значајна бројка од пописот кој што ќе се направи за таа година. Да речеме, вклучително и оној мал дел на бугарскиот народ, станува збор за, според овој попис, постојниот таков како што беше, отприлика 750 семејства кои што рекле дека мајчин јазик им е бугарски. Македонија во ЕУ, тие дел од преамбулата. Нема ЕУ за Македонија. Нема
да бидат дел од преамбулат. И небулозни со ние тврдења ги слушам, дека некој им ги ускратувал правата. Нашиот устав уште во времето на Бадинтер е кажано дека ги исполнува сите услови и за државотворниот народ и за малцинските земјици. Така што и не само тоа, и сегашната верзија на нашиот устав апсолутно ги гарантира правата на секој еден граѓанин во Македонија, без разлика дали е државотворен како македонскиот или е дел од малцинска група. Така што тоа се небулозни тврдења. Дали до сега некој ги репресирал нив? Дали некој слушнал дека некој е репресиран? Јас барем немам слушнато такво нешто. Така што многу небулози, многу лаги изминативе денови беа во јавноста сервирани, но народот, повторно ќе кажам, македонските граѓани се умни. Гледаат кој е тој што има визија, гледаат кој е оној што има стратегија, кој нуди план, кој нуди решение, а кој е тој кој што нити има знаење, нити има визија, нити има стратегија, напротив, не нуди решение, туку дополнително ја заглавува Македонија. Гледано од страна понудата која што тие ви ја дадоа со прифатете ги уставните измени, ние ќе излеземе од ВАДА-ДУ и СДСМ ќе ви даде 5 министерски места, беше безмалку трагикомична, патетична дефинитивно, на неколку месеци пред заминување, а анкетите кажуваат каде ќе заминат за неколку месеци по изборите кои што дури и да бидат редовни, не се толку далеку, тие ви нудат на вас да буквално се самоубиете како политичка партија со тоа што ќе го прифатите, самоубивајќи и Македонија. Гледано од страна, нивниот предлог е буквално таков. Лјупчо, видете, не ми е мене проблем да јас политички се самоубијам. Не ми е проблем и да не сум во политиката. Немам никаков проблем, немам јас фрустрација. Задоволен сум од тоа што сум го направил овие 5 години како претседател на ВМРО, помајќи предвид од каде почнав, каде е сега партијата, ако зболиме лично. Но да знам дека тоа што го нудат на мојот народ, на македонскиот предсе народ, на Македонија, на останатите граѓани, на вистина им нуди европска перспектива. Немам проблем со тоа да го направам. Лично немам. Но кога гледам дека некој манипулира, дека некој лаже и не е искрен, тие ако беа искрени, немаше да потегнат ваква лажна кампања. Зошто не го направија тоа после хрватскиот модел? Зошто тоа не го направија во октомври месец, кога на денот на ВМРО во општина Кисела Вода, во салата на културниот дом, имав јасна позиција околу гаранциите и така натаму и уставните измени. Зошто лани во јуни месец тоа не го направи? Затоа што сега гледаат дека доаѓаат избори, гледаат дека ВМРО-ДПМН има огромна поддршка од народот. И знаат дека нема со ВМРО-ДПМН играње како што тоа го прават со Ковачевски, со СДСМ. Знаат дека кога ќе се погледнеме на маса, со 61 пратеник позади нас, со 100.000 гласови позади нас, тогаш нема веќе играње, нема веќе тендери. Ти тој тендер, ја овој тендер. Со мене и со ВМРО-ДПМН тоа нема. Твоите багери таму, моите багери таму. Ти, ако сакаш да ти исплати Министерството за здравство процент, ти ќе платиш процент. Тоа нема со нас. Сега, тоа ги боли. Гледа дека доаѓа времето на криминалците во политиката на крај и се во паника. И кога е некој во паника, што прави? Лаже и краде колку што може. Колку што може, затоа што знае дека му доаѓа крајот. Сламката наречена прифатија уставни измени. Не се што македонскиот народ во редица анкети во низа се изјасни над 80% од македонците се против овој предлог. Над 60% од сите граѓани тие не се откажуваат од агендата да го направат тоа и меѓувреме даваат и резервни Б-планови дека имаат заканувачки оној на Бујар Османи или пак она најава на Маричич дека ќе ги повикува и ќе разговара со секој пратеник поединачно, некој удбашки методи, да не речам, од нечии наследници. Како гледате на овој момент, ќе ги повикуваат, се повторува 2018-19 Видете, методи или? Јас ќе бидам искрен како што и секогаш сум бил искрен. 2018 година беше друго време. Кога велам друго време беше, да, можеби, тоест не можеби, јас бев претседател на ВМРО-ДПМН, но кај дел од пратеничката група тогаш во парламентот друг беше авторитетот. И практично тие истите, тогаш во владата со тој разговара, не со мене. Со мене знаја кој беше одговорот и затоа се случи тоа што се случи. Оваа пратеничка група, целосно зборувам, на ВМРО-ДПМН и коалицијата,
има многу силна внатрешна кохезија. Почитување меѓусебно. Би рекол братска поддршка. И ако не било така, верувајте ми, а тоа е познато дека синџирот е јак онолку колку што и најслабата алка во него јака. Значи ако не се сите алки подеднакво јаки, ќе ја најдеа тие најслабата алка и ќе пукнеше синџирот. Но верувате безрезервно во пратениците? Апсолутно, апсолутно. Па они впрочем година дена се во првата линија на одбрана на сето ова. Никој не ги напаѓа другите пратеници во парламентот. Таргетот е ВМРО ДПМН, таргетот е коалицијата која што ја предводи ВМРО ДПМН. Тука е целта, они тука сака, затоа што знаат дека ако го поделат ВМРО ДПМН, толку е. Толку е, тука завршува све. Затоа што тогаш ќе нема кој да обезбеди македонско национално единство. Нашето име на партијата е Демократска партија за македонско национално единство. Тоа е суштината на ВМРО ДПМН. Национално македонско единство. Затоа сме ние светиот грал за сите овие. Која е тактиката на Дуј? Да ги подели партиите. Така направија со ДПА. Па се создаде друга политичка партија. Така направија со БЕСА. Така направија со БЕСА. Истото тоа го мислат дека така ќе направат и со ВМРО ДПМН. Тоа нема да им успее. Затоа што народот македонски е обединет околу ВМРО ДПМН, а оваа држава е држава која што знае да цени и знае да памти. Ковачевски досега реално доби 3 предлога, имајќи го предвид и хрватскиот, нели, кој што предходеше, но освен што постојано тврди дека сте се согласиле на уставни измени, не кажува. И еве ќе кажам, сите вклучуваат променен устав, за да нема забуни. Така беше јуни лани, така и сега. Еве нека изберат од овие кои 3. Еве, јас нека биде, по мене нека биде ударот од страна на овие политички лешинари кои што се платени од Али Ахмети и Дуј. По мене нека биде, јас ќе само нека прифатат они. Еве нека се сложат. Еден од овие 3 нека го прифатат. Јас ќе бидам најстрекниот тогаш. Пред да преминеме на следното, заборавив ставот околу повикувањето и разговорот со секој пратеник поединечно, малку информбировски финти да не речем. Кога ја слушнав она пресконференција од СДСМ дека они биле за одложено дејство до втората меѓувладина, си помислив добро бога, зарем толку овие луѓе не навредуваат, зарем толку го понижуваат својот народ што луѓето мислат дека се сите како нив. Зарем толку мислат дека народов има кратко помнење. Затоа што знаете што значи втората меѓувладина, тоест тоа е вториот дел од првата меѓувладина. Тоа што им го зборевме ние уште минатата година. Лажете луѓе. Се сеќавате, пред 5 години беше онаа сликата од авиончето, почнуваме преговори. 5 години потоа ние уште зборуваме за преговори, затоа што лажат овие и што многу крадат, па и многу лажат. И сега они велат, еве ние прифаќаме одложена примена до втората меѓувладина. А кога е втората меѓувладина? Одмот како ќе го смените вие уставот и ќе станат тие ефективни. И што сме направиле ние? Ние зборуваме за одложено дејство кога ќе станеме членка. Кога ќе ги поминеме преговорите, нели велат за 3 години, го слушнав Али Ахмети, вели за 3 години ќе сме ги завршиле преговорите. Тие 10 години им требаат 3 километра автопат да направат, па преговориве ќе ги завршиле за 3 години. Но еве и нека е така. Нека е така еве. За 3 години ќе завршат. Што е проблемот да почекаат бугарите 3 години за да влезат во уставот, кога ние ќе бидеме земја членка на Европската унија? Еве ја да сум, а не сум, фала му на Бога, зошто би имал проблем да почекам 3 години? Дај Боже за нашите македонци во Пиринскиот дел на Македонија или во Бугарија тоа да го направат. Дај Боже тоа да го направат. Еве јас ќе бидам најстрекен. И ќе ги охрабрам тоа да го прифатат. Јас не знам зошто бугарските политичари тоа не го прифаќаат. Ако навистина Лјупчо има честна намера кон Македонија и дека во позадина не се крие нешто друго. Тогаш тие ќе се борат што побрзо ние да ги завршиме преговорите за да бидат дел од уставот. Но мислам дека не се честни и дека намерата е поинаква. На нашите политички гавази ја кажавме кој е, но и на бугарските политичари мораме пред народот да ја кажеме вистината. Затоа што живковизмот не е таму завршена. Напротив, ескалира. Негирање на македонскиот идентитет, односно
конвертирање негово на некој резултат на Коминтерна и Тито 45-та па наваму све што е претходно било бугарско и така. Тоа е суштината на Живковизмот. Джамбаски вчера беше тоа, така. Мислам дека треба да го игнорираме тој човек затоа што тој мислам дека му правиме услуга кога го споменуваме. Не вреди, еве, изгубивме една минута да го споменуваме, не вреди човекот да воопшто му го споменеме името. Тој на овој начин сака да се факторизира. Да. Подобро да го зборуваме за она мејнстрим политика. Тоа мене ме загрижува. Главната политика во Бугарија е таа. Затоа што до сега со ниту еден потек они не покажале дека не е така. Еве, 6 пресуди има од Судот за човекови права за нашинците во Бугарија. И тие 6 пресуди се конечни. Дури имаат и закана од санкции. Имаат рок до крајот на септември, че нам беше, да ги имплементираат. Сега во јуни имаше состанок на Советот на министри, повторно ништо, нема никаков прогрес. Од каде ние да веруваме дека нивната намера е честна? Не можеме да веруваме затоа што не е честна. Затоа што нивната намера е сосема спротивна и е продолжување на Живковизмот, негирање на македонскиот идентитет, негово поистоветување и изграбчување пред 45-та и негово изеначување со бугарскиот идентитет. Тоа е суштината на целото. Затоа што ако не беше тоа, не гледам причина зашто да не ја прифатат нашата подадена рака. Фактот дека Ковачевски постојано одговара со приказката дека нели сте го прифатиле предлогот, но при тоа никако да одговори кој од овие два предлога и дали некој од овие два предлога му е прифатлив. Дури и се расправаше со еден новинар снимател директно така на му е кажано, Липчо. Тој прашуваше од кој медиум сте, а но не одговори. Очекувате ли да одговори дали му е некој прифатлив? Не очекувам, него му е кажано, види, сега имаме план со овие политички велешинари, во комуникација сме, ние ќе читаме пресконференции, они ќе вадат исечоци од лагите и ќе напаѓаат ВМРО. Тоа е заедничка игра. И кога го предлагавме тоа, и кога го предложив тоа на таа лидерска седба, очекував дека на полноглавците ќе излезат на површината од мочуриштето. Излегува, се појавија сите. И платениците, и лешинарите. Сите се појавија. Но нека биде ударот на мене, само ни нека прифатат. Еве, сакаат првата, хрватскиот модел. Одма да го спроменим уставот според хрватскиот модел. Сакаат со одложено дејство. Ајде да почнеме. Еве, кога ќе станеме членка, тогаш да биде ефективен. Сакаат избори, од што бегаат као ѓавол од темјан. Еве, септември. Кога сакаат во суште? Еве, они нека го одберат датумот час поскоро. Не мора 100 дена техничка влада. И тоа сум го кажал. Не мора 100 дена. Колку побрзо ќе биде, толку подобро ќе биде за Македонија. Имаме уште многу теми за отворање, ќе зборуваме за тоа што не очекува, ќе зборуваме за излезните решенија, ќе зборуваме за дали има простор после сето ова и за нова лидерска средба. Останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите, со нас е Христијан Мицковски, претседателот на ВМРО-ДПМН. Бидете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е претседателот на ВМРО-ДПМН, професор доктор Христијан Мицковски. Професоре, мина 19 дена од она работно тело откако Цаца Николовска објави дека уставните измени се подготвени, значи 19 дена. Но не гледаме да влегуваат нешто во собрание, владата да прави околу тоа нешто. Зошто, еве, кога се веќе подготвени, не ги пуштат во погон, што би рекли? Токму така, мислам дека 19 дена беше, точно таму нека 25-6 мај излезе она со изјава пред владата, пред платото на владата, кога рече дека тие се готови и дека сега треба владата да ги достави до парламентот. 19 дена помина. Ако навистина беше ова толку битно, ако навистина има 80, се поставува прашањето зошто чекаат 19 дена? Што е тоа што го чекаат тие 19 дена? Чекаат да изберат која од двете опции им ги дадов. Еве нека изберат. Чекаат да седнеме да преговараме. Нема да преговараме додека не изберат. Еве седнавме, ние преговаравме. Што сега да преговараме? Седнавме, преговаравме. Има две понуди на маса. Едната е така наречената со одложен ефект, втората е избори ова есен. Нека избере за основа на која од овие две да преговараме. Тоа е она
Она што ги обединува е националното единство и двете опции. Еве јас тоа го нудам. Ако не има, Лјупчо, они веќе ќе беа и веќе ќе славеа. Проблемот е што немаат и затоа се нервозни, затоа се закануваат, затоа навредуваат цело време, затоа лажат. И затоа ги активираат сите полноглавци да излезат на површината на мучуриштето. Затоа што немаат. А со тоа им паѓа целата политика. И тие пред кои што ветиле пред една година, ви викаат, чекајте луѓе, вие не можете да испорачате. Вие ветивте. Вие превземавте обврска. Ние година дена ве штитиме. Година дена вие држиме владата. Демек проширена, па не проширена, па ваква, па таква. Година дена сме позади вас, вие не знаете да испорачате. Сега што правиме? Но што се крие за ова? Еве, делот аналитичарите, оние неутралните, го протолкуваа вашиот потек како шанса за СДСМ и за Ковачевски, кој што кажуваше дека нешто го болело во стомачето кога нели ги гласава измените и тоа го правел заради иднината на нашите деца и се, го протолкуваа аналитичарите како подадена рака и шанса да го среди она што го укашка од самиот почеток со францускиот предлог и вие како опозиција македонскиот народ на улицата ги предупредуваше не го правете ова, ќе ги заглави евроинтеграциите. Еве гледаме дека се случи тоа, но еве тие ја одбија оваа шанса. Што се крие за сето ова? Како гледате на тој момент? Пред една година, Лјупчо, беше оној голем народен собир пред платото на владата, 18 јуни. Отприлика пред една година. Денеска сме 14, значи 18 јуни. Пред народот таму имав говор и кажав јасно. Овие, бидејќи тогаш веќе се исцртуваше контурата на можниот договор. И тогаш јасно кажав, под овие услови, под овој диктат, додека сум јас председател, нема да прифатиме. Не знам колку сериозно го сватија тоа. И тие кои што со нив се договара. Затоа што, видите, тие со нив што се договара, и тие имаат одговорност. Ја не ги исклучувам нив од одговорност. За мојот народ, за Македонија. И за македонскиот народ и за граѓаните. Затоа што тие требало да проценат со кои се договарат. И требало да видат историја со тие со кои што се договарат. Но тие не успеале тоа да го препознаат и сега не заглавиле сите. И сега ние, повторно, како ВМРО-ДПМН, не сме дел од проблемот, а бараме решение за проблемот. Немојте да мислите дека тоа не го цени народот. Бидејќи ние не ја црпиме моќта, авторитетот од црвените дебели персиски килими во Брисел. Ние од народот ја црпиме и на него се подпираме. Немојте да мислите дека тоа не го гледа народ. И тогаш кажав, нема, и еве година дена потоа стојам нема, заедно со противничката група на коалицијата која што ја предводи ВМРО-ДПМН во парламентот. Тие 44 пратеника се таа брана, за да не пукне. Затоа што секој од нив поединечно, лично сум разговарал, лично со секој од нив поединечно, е свесен апсолутно за сложеноста и тежината на бремето кое што ја носи овој процес. Не толку самите уставни измени, колку што тоа ќе значи дополнително разочарување за македонскиот народ, понатаму во иднина дополнителни отстапки на штета на македонскиот идентитет и на крајот од денот нејасна цел, нејасна иднина. Затоа што ако била јасна, тогаш не гледам причина и не гледам проблем во тоа да добиеме гаранции. Што е проблем да добиеме гаранции? 90-тите години стануваше Македонија независна, сите беа срекни, конечно свој на своето. Добивме своја држава, нема да зависиме од ниту еден центар во поранешната федерација и така натаму, нашата држава Македонија ќе си биде своја. Ајде потоа менувавме, знаме, ги иритирало грците. Ајде потоа време на име кој што требаше нели 6 месеци да биде, па остана повеќе од 2 децении. Потоа тотална инвазија имаше на нашиот северен сосед. Македонија практично беше полоелен сојузник на НАТО од членките на НАТО. Грција забрани прелет на авиони на НАТО кога се пресметуваа со режимот на Милошевиќ. Истата таа Грција потоа 2008 година ни се заблагодари што бевме лоелни на НАТО овде како Македонија цело време и ни даде вето.
Така, не учествува во мисијата на Ирак, ние бевме шести според број на население, учеството во НАТО бевме многу пред нив. Така? Да. Рамковниот договор. Да не го заборавиме рамковниот договор. Рамковниот договор, ние воведовме де факто федерализација во Македонија. Со Бадинтерот. И тоа го помина политичарите тогаш. И потоа тоа создаде фрустрација кај мнозинската заедница. Но ајде сето тоа во светло на подобра иднина. И сега ние поминуваме еден трновит пат, кој што ниту еден народ, ниту една држава од поранешните социјалистички држави, комунистички држави, во процесот на пристапување кон Европската унија не го поминал. Ниту една. Јас бев шокиран кога слушнав изјавата на словенечкиот председател, кога ова што ние сме го направиле, го изедначи со правото странски државјани да купувале имот во Словенија. Бев шокиран. Шокиран. Навреден, века секој не навредува. Некако како вреќа да сме за навреди, за понижување и секој си игра мајта поради тоа што се во владата. Ама сепак таа треба да покаже малку респект кон новинар. Така што се вратам на темата, барам само фер шанса. После сето ова што е поминато. И друг го направил проблемот. Вие сте преговарале. Вие требало да видите дека овие не можат да ви испорачат. Не можат да ви испорачат. Сега они го пролонгираат решението. И не можам да не кажам дека тука голема одговорност имаат и некои представници на меѓународната заедница, кои што практично во овој целиот период ги поддржуваат. Имате притисоци? Не се битни притисоците. Не е проблем и да има и да нема, ние ќе ги издржиме. Нормално е дека има разговори, нормално е дека има притисоци. Тоа е тоа. Ние не пишуваме поезија, па да тоа го правиме во... Ова е борба, гледате што се случува на светски план и така натаму. Имаме на неколку илјади километри од овдека војна каде што имаме инвазија на независна држава. Значи, еден страотен процес се случува денеска во светот. Ја не очекувам дека со локум и вода ќе ме понудуваат. Нормално е тоа. Ако сте се нафатиле за оваа работа, тоа е нормално и нема ние сега да плачеме за тоа. Но суштината е дека тие истите не сносат никаква одговорност. И сега наместо да се завртат тие истите кон себе, тие продолжуваат овие да ги поддржуваат. Од една страна, ви вели еден дипломат, го слушам на интервју, имате корупција, немате правен систем, имате криминал, имате ова, имате она, ама треба да го смените уставот. Па единствената работа што ја држи кохезијата во владата е ова. Значи, ништо не чини, вие застанувате поради ова. Па не е коректно. Не е коректно. Тоа не е фер шанса за овој народ. Не е фер. Јас тоа го барам. Ми рекоа, ве молам, знаете, во политиката нема ништо фер. Да, точно, многу пати политиката не била фер. Ама овој пат нека бидат фер еднашка. Бидејќи тие велат дека нашето место е таму. Тие велат добре дојдени сте. Тие велат ајде со нас да се прегрнеме. Ево ви шанса. Докажете го, испорачете. Еднашка испорачете. Ставот на Европската унија која што се повика на договореното токму од ова влада дека било договорено да се случи тоа пред втората меѓувладина седница. Како го гледате тој момент? Не, Вие не се согласивте на тој договор. Како може да ве кандисаат вас да речам со тоа што го изјавија? Не, тоа ве молам, сватете го како позиција на констатирање на моментална состојба. Така. Моменталната состојба е таа. Во преговарачката рамка никаде не стои експлицитно дека мора да се смени уставот, да бидат тие промени ефективни за да се случи оваа не втората, туку вториот дел од првата. Меѓувладина. Никаде не стои експлицитно, но тоа е дел од заклучоците на Советот, тоа они го кажуваат, видите, Советот така заклучил, за да ова што го зборува сега опозицијата треба да се донесат некои други заклучоци на Советот. Тоа они сака да кажат. Но имплицитно стои. Каде стои имплицитно? Бидејќи во преговарачката рамка дел е билатералниот договор со Бугарија, а пак дел од билатералниот договор со Бугарија се оние протоколи, а во вториот протокол од минатата година кој што го потпиша Бујар Османи на 22 јули, јасно стои дека мора
да се случи промена на уставот, таа да биде ефективна и така натаму, тоа значи дека имплицитно ние имаме некаква поврзаност. Но ако навистина има добра страна од другата страна, бидејќи добри односи подразбира двете страни да се добри, а добар однос подразбира едната страна. Кога збориме во множина, нели двете страни треба да се добри. Сега не сакаат пресуди да имплементираат. Не признаваат македонско малцинство. Па барем бидете добар сосед, тебе поврзано со оваа работа. Сега не знам како поинаку тоа да го гледаме. И прашањето е зошто порано не им пречеле. Дали еве после една недела од оваа лидерска средба има простор, каков било простор за нова лидерска средба, бидејќи очевидно е дека работите се уште понејасни од претходно, дадавте предлози, тие направија една контраофанзива со своите тврдења кои што не се точни, но има ли простор за такво нешто, за нова лидерска да се искристализираат работите, па еве и конечно Ковачевски да каже дали прифаќа нешто тоа? Лјупчо, ако ја погледаме вистината во очи, ќе дојдеме до заклучок дека тие не можат да испорачат. Токму тоа го зборувам цело време. Тие немаат 80. Со конвенционални методи, помине една година, гледаме дека нема, па малку дури и повеќе од конвенционални. Во некои моменти се поминува Рубиконот, но еве, да речеме дека е во рамките на конвенционалното. Тие немаат 80. Што значи дека нивната политика пропаѓа. Логично е ние да зборуваме за избори. Бидејќи на почеток на емисијата кажав да имаме брилијантни реформи во образованието, па да речеме, добро, треба да останат, пропаднува, ама добри се во образованието, па нека останат. Таму гледате, имате таква сатира на социјалните медиуми, годината школска заврши, децава ги добија учебниците. Од друга страна да се навистина феноменални во здравството, па да речеме, добро, видите, за ова не се добри, но затоа пак здравството, видите што направија, таков здравствен систем, ви излега министерот, ви вели, вие ќе плаќате, а под истите услови ќе се лечат уште 2 милиона луѓе. Затоа што вие го плаќате. Јас не знам дали е вистина, се оградувам, но да речем има многу број луѓе кои што ми доаѓаат, разговараат со мене, бизнисмени, луѓе кои што работат и со фондот, и со Министерството за здравство, и со клиниките, и сведочат дека доколку не исплатат процент, не им се плаќаат фактурите, односно тоа што е испорачено. И дека доаѓаат луѓе кои што се представуваат од името на министрот. Не знам дали е вистина, немам докази, морам да признавам, но доаѓаат тие луѓе кај мене, ова го сведочат, видно, траурно разочарани. Вика, очекувавме да биде поинаку, вака, така, но ете, ситуацијата е таква каква што е. Дали економијата може би ги крепи на местото каде? Економијата е катастрофална. Економијата е катастрофална, најлоши сме. Убедливо од сите земји во регионот сме најлоши. Така што на секое поле ние имаме неспособност која што шокира. И сега ако им пропаѓа оваа главна приказна политичка, тогаш не гледам причина зашто на кој столб ќе се држи, ако главниот столб попушта. Прашавте дали лидерска средба доаѓа во предвид. Имаат два предлога на маса, нека изберат еден од тие два, не е проблем, јас сум подготвен секогаш да разговарам, но нека изберат кој од тие два предлога, бидејќи тој рече, Ковачевски го слушам, се му прифатив. Еве, повторно кажувам, прашајте го, како медиум, кој од двата предлога го прифативте? Дали овој со одложено дејство, која ќе биде Македонија членка НЕУ, или изборите па гаранции, избори не сем па гаранции. Кажете кој од тие два предлога, кој ќе ослушнам тоа, онма истиот ден јас ќе инициирам, ако е проблемот за лидерска средба или тимска, каква сакаат нека, пошто гледам сега, него генералниот секретар го надсинхронизира. Сега тој му вика, добро, видовме ти како преговара, сега јас сум тука, тој кој што треба да ги решава работите. Вардарски, како се каже. Факт е дека излез од целата оваа ситуација се избори, предвремени избори, излез од оваа македонска агонија. Но како да натерате еден политички давеник, а тука не зборувам само за Ковачевски, во таа група и Али Ахмети, зошто? Затоа што 2/3 од македонските граѓани велат дека Македонија оди во лоша насока, во негативна насока, и тоа веќе редица анкети по ред. Од друга страна имате последната анкета која што вели дека 2-1 ги водите
СДСМ, како да ги натерате овие политички давеници да го направат тој чекор што за нив ке значи одење во опозиција, бидејќи на СДСМ, да не се лажеме, и се случува пасокизација. Како да дојдете до тие предвремени избори? Јас не можам да ги натерам, бидејќи во моментов како христијани, како ВМРО немаме 61 во парламентот кој што ќе го распушти парламентот. Тие што ги охрабруваат треба да ги натерат. Ако тие што ги охрабруваат не се свесни, а тие што ги охрабруваат не е народот, туку други центри на моќ, тие ако не се свесни, не знам што повеќе јас да направам. Но како и да е, месеци од денеска ќе имаме техничка влада. Станува збор за 5-6 месеци, 7 од денеска. Ние ќе имаме техничка влада, влегуваме во избори од десен, више готово, и на парламентарни и на председателски. Тука исто ќе прават дополнителни незрели потези, сакаат да ги раздвојуваат, мислат дека ќе победат и така натаму и така натаму. Не знам кој ги советува. Но ако им значи нешто мојот совет, јас би им кажал дека најголемата грешка ќе име таа. Најголемата грешка ќе име да ги раздвојат за нив, они секако ќе изгубат. Секако ќе изгубат. Но може би нијанси, некој процент помал поразот ќе им биде ако пак со првиот круг председателски бидат и парламентарните. Ем ќе сочуваме пари, ем нема да трошиме, ем ќе ги направиме председателските да бидат успешни, ем ќе се мобилизираат луѓе, па макар и тие кои што се нивни гласачи. Не знам кој ги советува, но кога мене би ме прашале, јас ова би го кажал, но јас не сум тој кој што треба да дава совети таму, ги има он советниците кои што ги добил преку Али Ахмети, па нека си терат, мислам дека далеко ќе стигнат. Економијата, ја чувавме што се вели за крај, вие сте експерт, да не речам, на ова поле, и покрај сите ветувања следува, и тоа е факт, од 10 на 18% од ДДВ-то на струјата се покачува, битно ќе вратат, нели, ефтина струја, но ова ќе биде нов шок за граѓаните во низата поскапувања. Продуктите се дигнаа 100% за да се намалат 20%, ова со струјата што следува, крајот делото го краси, како би го нарекли ова? Енергетската криза сега е моментално ставена во мирување. Зошто е моментално ставена во мирување? Бидејќи топлификациите не работат, нели? Пролет, лето, па и би рекол рана есен ќе дојде. Имаме многу појавени фотоволтаични централи по Европа, кои што практично сега многу произведуваат, денот е долг, многу произведуваат. И од друга страна нема потреба преголема за газ, а и складиштата на главните потрошувачи се горе-доле полни. Но проблемот ќе почне токму кога ќе почне грејната сезона, втората половина на октомври, ноември, така натаму и така натаму. Тогаш повторно ние ќе го пречекаме сето тоа неподготвени. Денот ќе се намали, радиацијата ќе се намали, нема веќе да има производство од фотоволтаични централи и тогаш веќе ќе рипне цената на берзите. И таа цена на берзите ќе предизвика повторно оној ланец кој што ни се случуваше и таа инфлаторна спирала ќе почне да си го зема својот данок, а за жал тој данок повторно ќе го праќаат граѓаните. За да бидеме подготвени треба сега да имаме план. Сега веќе доцна, можеби мај требаше, сега за октомври, за ноември, за декември, за јануари, февруари, март. Веќе требаше да имаме план. Јас тој план не го гледам. Ова што вие го кажувате с големувањето на ДДВ-то за електрична енергија е дополнителна мерка која што е лоша и затоа која што директно ќе удри на стандардот на граѓаните, директно ќе ја поттикне инфлаторната спирала и затоа ние предложивме во парламентот да се врати таа на 5%, или таа се зголеми на 10, сега треба да биде на 18, да се врати на 5%. На тој начин навистина ќе се амортизира колку толку сето тоа, но и на оние основни прехранбени продукти кои што ги користат граѓаните за да се намали притисокот врз инфлацијата, односно притисокот што го прави инфлацијата, имајќи предвид дека сега веќе цените на производите се одмрзнати, дека сега пазарот ја диктира практично цената на производите. Така што мислам дека повторно неподготвени ќе ја пречекаме. Или барем еве ова нека ги мотивира да почнат да размислуваат, па колку толку да се подготват овој период кој што следи, бидејќи минатиот пат, тоа го слушнавме од стопанските комори, кризата која што е енергетска, која што се случи, самите компании ја платија практично сметката. И делумно граѓаните, со тоа што плаќаа повисоки сметки за електрична енергија. И тоа може една година, може 2 години да се случи. Сега веќе ако е трета година, верувате дека ќе имаме многу мала
кондиција во македонската економија и многу малку подготвени компании кои што ќе можат и по трет пат цехот од овој тип на криза да го платат. Имам чувство дека уставните измени им дојдоа супер за да зацкријат некои работи, имајќи предвид дека ова е еден тип на скандал влада кој што претходните скандали ги зацкрива со новите скандали. Тоа е еден вид на навика што им преде овие 6 години. Стануваме со кафенци и нов скандал од владата претходно на Заев, сега на Ковачевски. Во последно време најактуелна беше аферата, односно скандалот со Бехтел Јенка. Уставните измени им дојдоа како кецна десетка, што би рекле. Бехтел Јенка го снема. Им го заборавивте ли овој момент што ќе не обременува следниве десетина години? Не. Видете, тој проект е проект кој што ќе треба да се износи. Затоа што имаме ние две можности. Едната можност е минуваат избори, доаѓа влада на ВМРО ДПМН, го раскинува договорот, оној договор што ние го имаме, за кој што до ден денеска владата не се произнесе дали е тој. Јасно стои дека во услов на арбитража македонското законодавство не важи. Процесот ќе се води во Париз, процесот ќе се води во Париз. Меѓународната стопанска комора е практично по правилата на меѓународната стопанска комора, а ќе биде важечко законодавството на Англија и на Велс. Така што ние од сам почеток сме во подредена состојба. Благодарение на Ковачевски. Тоа е благодарение на оваа влада на ДУИ на СДСМ. Тоа е едната опција. Да го раскинете и да плаќате пенали, иако до сега веќе се платени тие 7 милиарди 200 милиони денари, барем тоа што го знаеме, околу 120 на милиони евра се извинувам. Веќе се платени. И втората опција е да седнете и делови од овој договор да ги репреговарате, односно да колку е можно повеќе да го намалите притисокот врз буџетот и притисокот врз граѓаните, а од друга страна да го изградите тој пат, односно тој проект. Значи првиот е да платите пенали и да немате автопат, односно делови од автопат, и вториот е да седнете да преговарате како што тоа го направиле некои држави, во Романија тоа било случај, да ги подобрите условите, бидејќи тоа мислам дека и во интереси на другата страна, и тие би сакале да имаат успешен проект, и тие би сакале да имаат добра референца, и барем тие делници да бидат завршени. Тоа е позицијата на ВМРО ДПМН од самиот почеток до крај. Кога станува збор за техничката реализација на проектот, кога станува збор за све останато, сме и кажале нашите ставови. Не е виновна компанијата. Таа направила максимум да си ги заштити своите интереси. И тука треба да се честите. Проблем се овие во владата, кои што ја ставија државата во подредена положба и буквално ја воведува во должничко робство, при тоа не водејќи сметка за никаков интерес на државата, злоупотребувајќи ги европските вредности преку оние закони. Јас не знам како може истите овие кои што на вака брутален начин ги злоупотребуваат европските вредности преку тие закони, со злоупотреба на европското знаменце, да зборуваат за европска иднина. Мене не ми е јасно. И како може луѓето кои што се дел од меѓународната заедница во Македонија тоа да го слушаат и да го игнорираат. Мене тоа не ми е јасно. И тоа создава револт кај луѓето, затоа што не е овој народ наивен. Го гледа, суди и ќе им пресуди, на крај. Но да се вратам на темата. Многу основа за криминал. Со ние закони со кои што се суспендира практично комплетно правниот систем во државата, се суспендира и уставот во одредени мерки. Сега некој ќе ви рече дајте ги на уставен суд, на кој? На партискиот, на Кацарска да ги дајме, и Кацарска ќе рече не се уставни, Па ајде да видам како тоа ќе се случи. Баш сакам да видам како Кацарска ќе рече не се уставни. Па напротив, тие намерно не терат да ги однесеме таму за Кацарска да рече уставни се. Нормално, таму видете кој седи во тој суд. Тие ќе рече, па истиот тој уставен суд носи одлука за работните часови, истиот тој уставен суд, јас ви гарантирам да го поднесеме тој закон, ќе рече уставен. Но ќе има ли одговорност она што македонецот за жал го сонува, бидејќи најаве го нема? И тоа е веќе вистинската состојба. Моменталната ситуација од скринингот кој што ние го имаме во правосудството, во обвинителството и во судството е катастрофална. Имаме исклучиво последниве години промоција на најголем дел партиски кадри кои што доаѓаат или од СДСМ или од ДУИ. Или тие центри на моќ ги промовирале да бидат обвинители и да бидат суди.
да не зборувам за оној софтвер на Рашковски во академијата како се бирани и така натаму. За тоа веќе јавноста доволно зборува на ултракриминален начин. Најпрвин ќе треба многу да работиме да овие луѓе ги извадиме таму. Затоа што ако тие останат таму, тие не го слушаат законот или уставот. Тие не работат по тие процедури. Тие работат кои ќе им се јави од тие кои што ги поставиле таму. Ме разбирате што сакам да ви кажам. Ако на времето они злоупотребувал некои флоскули од тефтерчето, сега овие злоупотребуваат некои други флоскули. Но заеднички е именителот. Ако сакаме вистински да имаме ослободен правен систем и вистински обвинители кои што ќе обвинуваат вистински поради сторено дело или ќе судат по закон и по устав, тогаш прво треба на почеток да се ослободиме од овие кои што таму се само поради една работа, поради партиската препорака. Да дојдат луѓе кои што се мотивирани и кои што навистина сакаат да се борат со криминалот и корупцијата во Македонија. А јас ви гарантирам дека има такви луѓе и денеска има луѓе од кариера кои што се дел од обвинителството и судството. Не можеме да генерализираме дека сите се такви, затоа реков последниве години, но мораме тие луѓе да ги извадиме на површина, да им кажеме судете по закон, обвинувајте ако има дело, не затоа што Христијан ќе ви се јави или Петко или Трајко. Еве јас нема на никого да се јавно кажувам. Јавно кажувам. Ке видите како ќе се врати и оптимизмот, како ќе напредуваме на скалата на транспарентност и така натаму. Слушам во последно време што овој и нема да дожам околу ова ветингов што го спомнува. Дуи секогаш на крај го спомнува, така Јас пред да падне. Дадов еден предлог да направиме ветинг на политичарите и нивните блиски. Еве, јас гарантирам дека милиарди евра се акумулирани околу политичарите и нивните блиски. Јас прв се пријавувам, доброволно, мене да ми се направи тој ветинг и на моето семејство, на моите блиски. Ајде да почнеме од таму, затоа што таму е изворот на корупцијата во Македонија. Таму е изворот на злоупотребите. Па дури потоа можеме да зборуваме за некои други институции во Македонија. Ево од политичарите да почнеме. Ајде да видиме како од голтари стануваат милионери после политичката кариера. Мотивацијата за влез во политиката македонска, така. И тоа го разочарува народот и народот вика сите си исти. Не сме сите исти. Како сме сите исти? Имаме градоначалници во 50 општини. Помина, рече си 2 години без 4 месеци. Една афера нема за сомневање за криминал. Значи можело поинаку, Липчо. Не сме како сме сите исти. Имајќи предвид дека работите се далеку од розови, еве за крај, дали сепак има некакво светло на крајот на овој 6 години веќе се помрачен и помрачен македонски тунел? Има не, добрите години допрва доаѓаат. Ке мора да бидеме трпеливи овие месеци, да издржиме во кое што го работиме. Знам дека на некогаш, на некои на моите соработници им доаѓа мачно до кога веќе преку глава ни е се и така натаму, но мора да издржиме. Мора да издржиме. Силно сме мотивирани. Имаме план, имаме идеја и јас сум убеден и верувам во себе, верувам во граѓаните и во Македонија, дека најдобрите години за нашата држава допрва доаѓаат. Благодарам што бевте мој гост. Благодарам и се надевам беше интересно за вашите гледачи. Не се сомневам. Ми беше чест. Благодарам. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.